Добро утро од Зелен пазар, од центарот на градот. Пазарен ден, како што велат пазарџиите, вторник и петок се пазарни денови. Може од рано наутро да се забележи дека е раздвижено на зелениот пазар. Секој според својот семеен буџет. Да, толку се троши за празниците. Разговаравме со пазарџиите, велат дека не е оваа нова година како што била претходно и не е овој бадник и буџи како што сме се подготвувале претходно. Се разбира, се чувствува економската криза кај секој од нас. Секој според состојаниот буџет ќе наполни трпезата, утре за бадник и во недела за Божик. Но не бива бадникова трпеза без бадниковите гранчиња. Со мене се Марко и Калина, нешто подоцна ќе ве запознавам со нив, но претходно Државниот завод за статистика ги потврдува овие тврдења дека најмногу се троши за храна и пијалаци. Па ги прашавме граѓаните колку тие успеваат да ги испочитуваат и традицијата и обичаите, колку семејниот буџет го се разбира ги оправдува барањата и колку можеме да си дозволиме да биде оваа нова година и бадник и Божик како некогаш кога сме ги славеле. Дали трошиме како луѓе многу пари за храна и пијалоци сега се празници? Па најмногу за храна и за пијалоци. Друго, по некој подарок за внуци. Троши се доста. Доста се троши. Може ли да се дозволи да се купи оно што е потребно, неопходно? Зависи, јас можам. То се троши толку колку што треба и колку што се има. Не потребно. Толку пари се трошат. Па се трошат пари, како не се трошат? Тоа што е побитно, така купуваме. Немаме големи пензии, со мушме и така. Ке купиме според потребите, но ова е период кога најмногу треба да се грижиме за сопственото здравје. Период на вируси, период на инфекции, период на бактерии, грипот е во полнек, па колку наспроти се во ова семејниот буџет дозволува да суплементираме дополнително во исхраната, да можеме да си купиме некои витамини, кои се тие витамини, кој е изборот кој што можеме да си го дозволиме и го купуваме. Се разбира, најмногу трошиме за храна и пијалаци, најмалку за здравје, но поминете пазарен ден, но тоа го потврдуваат и граѓаните дека е така, па направивме анкета и на оваа тема. Нема толку средства за витамини, за оно. Што може се купува, што не може. Па витамин С обично. Така, витамин Д. Па витамин С, цинк, селен, тоа такви работи. И сега имам честа и задоволството да ве запознавам со Марко од мојата лева страна и со Калина. Марко и Калина се четврто оделение, тие се на зимски распуст, но им помагаат на родителите, се на зелениот пазар. Можете да видите преубавата тизга која што имаат и бадниковите гранчиња кои што самите ги направија. Добро утро, дечки. Добро утро и за двајцата. Како го поминувате зимскиот распуст? Кажете ми, кој ги правеше овие гранчиња, преубави? Овие гранчиња ние ги правевме со нашите татковци. Ние им помагавме на нашите татковци да ги направат овие гранчиња. Така што за овие гранчиња ни треба дрво зелено, бор, жито ни треба. Добро. Ни треба црвени гранчиња. Добро. Марко, како се викаат тие листовите? Како се вика, Марко, листовите? Даб. Да, добро. И ни треба за да стои, ако се направи за бадник, треба исто дрво, даб. Добро, колку време е потребно, Марко, за да ги направите овие преубави гранчиња? Околу треба да се направи едно 50 минути, највеќе. Но вас не ви беше тешко? Не. Не, ви помагаат татковците, ова го правите секоја година? Да, секоја година го правиме ова. И не ви е проблем и не ви е тешко да помагате да бидете со вашите родители цел ден денески да ги продадете сите ваши изработки? Не, нас не е тешко, туку нас не е чест да им помогнеме. Браво, браво, вие сте пример како треба да се помогне да се искористи продуктивно зимскиот распуст. Кажете ми што ќе правите утре? Ајде, Калина, ќе ја прашаме прво зашто најмногу на мама ќе ја помага. Утре ние ќе им помагаме на нашите родители да подготвиме бадниковата вечера. А Марко, ти ќе помагаш нешто? Да, исто ќе помогнем со Калина. Со Калина и во јадењето потоа? Да. Паричката каде ќе падне годинава? Па јас мислам дека ќе мене. Очекуваш дека ќе биде ке тебе? Да. Мислам ке Калина исто. Исто ке Калина, не ке тебе? Не. Да сте живи и здрави, денеска да продадете сите ваши изработки и нека ви за многу години празник. Фала и на вас, нека сте години.
Тука се одјавуваме од Зелениот пазар. Мислам дека е убава одјава за тоа што ќе се подготвува утре за еден од најубавите празници кои што ги имаме. А зошто? Затоа што е еден момент миг кога целото семејство имаме можност и прилика да се собере на трпезата. Не е важно колку ќе биде таа полна, важно е да сме живи и здрави и да имаме убави моменти за кои што ќе се собираме сите заедно. Бранко? Важно е да е полна душата и сите да сме живи и здрави, да сведочиме и да живееме понатаму за културата и за традицијата. Ваква младина може само да не охрабри. Благодариме Јована Костадиновска, беше тоа од еден од скопските пазари во живо во Македонија наутро.